Градска патрола, Тонија Постоловски, град Битола. Се наоѓам на улица Охридска, нешто на 136-137 број, нема врска, не се ги познаваат бравите. Меѓутоа, она што ќе го видите повеќе од застрашувачко, па од тука и моето прашање до ќе видите куќите, оближните куќи во оваа улица, до жителите на здравите куќи. Што сте превзели во врска со овој објект кој што представува секојдневна ваша опасност? Дали сте се пожалиле? Кај градоначалникот, кај советничката листа која што сте ја гласале или пак кај председателката на советот? Дали некаде сте се обратиле за да се превземи нешто во врска со овој објект? Одам со слика. Како што реков, фреквентна доста е оваа улица. И еве го објектот кој што е готов за паѓање. Еве го. Овој треба да е 136, 138, не знам што број објектов. Гледајте бе луѓе. Видете го, мислам, паднат објектот. Кај кажа, пријателе? Диме, на кој е објектов? Општински. Оти не го турни општината. Само дојде тука падна куќата и јавам. Не снимам да му го пренесам на градоначалникот објектот. Ој треба да се трудни во Соловски. Што па ти кажам? Па 100 пати еве. Почитувани еве, гледате, дури жителите 100 пати пријавиле. И мислам, гледајте, овдека врвам со извини во животом. Знам дека затоа и ја избегнувам ова улица. Гледајте, овој ѕидов, што го крепи овој ѕид? Ништо. На ветар од 70-80 степени ќе се истури, ќе истури оваа срсанава куќа. 142 Охридска, 140 Охридска, не дај Боже да има човечки жртви. Кој ќе одговара преко Ѓановски? Еве, го слушна човекот, кој што живее тука во близина. Го слушна човекот, кој што живее тука во близина. 100 пати ви пријавиле, сте дошле, сте виделе, сте констатирали и што треба сега? Треба да падни, да потисни некој човек, да загини некој човек. Што треба после? Да дојдеме на револуција, да ви кренеме, да се испотепаме? Ова е Батал улица, не е ниту една од главните улици, меѓутоа од безбедностни гледна точка, од безбедностна гледна точка. А бре, срамота, луѓе, еј. Срамота. Турнете го објектот. Најдете го газдата, не ме интересира, направите нешто. Нека и пешаците, нека и корисниците на моторни возила, нека и комшиите од околните куќи се чувствуваат безбедно. Вака да му е страф на човек да помини. И шо са лажи? Ајде, кјути са то нити, са кјути сега. Да не те избркат од работа. Избркајте ме, бе. Не знам до кај ќе оди ова ваше самоволие. Не е од естетска гледна точка. Ова е од висок ризик, куќа од висок ризик, ви кажав. На 70-80 километри на час да дувни некој ветер, ќе падни. Са, која ќе падни? Питај Бога. Има вакви куќи милион. Еве и ова е напуштена. Се уш една. Охридска 179, ај ова не е толку од висок ризик, не ќе да влегвам од та страна одназад. Па и се продава. Така пиши варен, куќата се продава. И питај Бога са, кој е, шо е, како е. Една велелепна куќа. Контраст бе, цело е контрасти. Ова куќата. Гледам и обезбедува, убава куќа. И во незино обкружување само на 50 метра, да не идите на такви рушевини, тоа може само во град Битола. Тоа почитувани. Какви 200 објекти, 5000 објекти ќе ви најдам во градов. 5000 ќе ви најдам објекти во градов кои што се руинирани, кои што едноставно не заслужува да се наречат живеалишта. И никој ништо не превзема. Оти сум снимал. Ќе снимам, бе. Зошто да не снимам? Па оти вас, што ви смета толку општинари. Оти сум снимал.
Снимам заради наша безбедност. Заради од естетска гледна точка снимам. Са ви ако немате менте во глата, ако на друго место ви е умо заминат, остајте на нас, кој што не боли нешто и градот, и безбедноста, и естетиката, и разумот едноставно. Вака повеќе не оди. Имајте убав ден. Ќе се јавам повторно од некој руиниран објект.